скраси. Кога треба да се лаже и краде држава да се даде, кого ке го повикаш? Гилеги липте. Кога треба Луи Витон да се носи, некој денар да се проси, кого ке го повикаш? Гилеги липте. Кога тендер треба да се мести кеш у джеб, да се смести, кого ке го повикаш? Гилеги липте. Кога авата ке се дава корупција права, кого ке го повикаш? Гилеги липте. Брзо викај полиција, звони на 9-та. Миле Джандар ке дојде да те спаси. Гилеги липте, пожар да угаси. Брзо викај полиција, наеба и ти, наеба фија. Миле Джандарот ке дојде да те спаси. Краси. Кои што се борат да го зачуваат мирот во светот. Ја верувам дека интимно во нив, без разлика некој што како влада донел таква одлука да рече и браво за Трамп, интимно од нив, главните луѓе во тие влади се плашат и треба да се плашат за себе. Оваа порака што прати Трамп е порака на закана кон претседателите, големите играчи во секоја влада во помалите земји. Или ќе правите, како што ние ќе ви кажеме, ќе играте по наш кејф, или може да ви се деси судбината на Мадуро. Земјата да ви биде нападната, вие да бидете киднапирани, однесени на непозната локација и осудени можеби веднаш на смрт, затоа што во Америка уште постои смртна казна. Пак ќе кажам, како што го осудија судски пресуда доби Гадафи, овај Садам Хусейн, а Гадафи беше препуштен на толпата да го линчува. Без судење, без закон, без ништо. Не можеше тогаш Америка да каже, чекајте бе, за Гадафи, абе каков линч? Дајте го да го судиме вамо, да му пресудиме. Немаа што да му пресудат, затоа оставија толпата да му пресуди. Таа што изманипулира дека Гадафи ги водел со цврста рука, дека бил диктатор, крвник, крволок, терорист, не знам што таму. Што е бройлери индивидуални по Фейсбук, што е читам, што е тука добро и што е тука за браво, кога држава голема како Америка киднапира председател на суверена независна држава. Што е тука бе браво? Какви интелектуалци сте вие? Каква совест имате? Колку мозок имате у главата? Утре вашиот председател или премиер може да го киднапираат. Оне момент кога ќе сака да заштити националните интереси или својот народ. Не дека не знаевме што се случува, ние многу добро знаевме што се случува. На кој начин се владее со малите држави. Познати се приказните кога на нашите политичари во Вила Билјана 2001 кога Рачиново е опколено дека им се заканувале со главите на нивните семејства од највисоките инстанции на НАТО у тоа време. Највисоките луѓе на НАТО у тоа време. Ето уште еден доказ на каков начин се прават притисоци. И ќе каже некој за она време пред 40 години, за Тито, за тие државници у тоа време. Биле вакви онакви, биле мангупи бе, биле фраери бе, биле храбри бе, не е баале жива сила бе, знаеле да кажат не, знаеле да се спротистават. Па некој чекал да умрат, па за да им ја растура државата. Пошто претходно тоа ради X причини не било возможно. Пошто ќе се десела голема заебанција, која што никој не сакал да се случи. Тоа ви е наследството, тоа ќе ви е биде наследството од ова киднапирање на венецуелскиот председател, за кој што вие цврсто верувате со вашите бройлерски мозоци џа зрно грашок, цврсто веруете дека е наркотерорист. Човек што е председател на земја што ги има најголемите можеби нафтени резерви во светот. Земја која што има излегувана
вода, на море, земја која се обидуваат да ја растурат во граѓанска војна последниве минимум 25-30 години. Нон-стоп се обидуваат да предизвикаат граѓанска војна немири за да ја растурат државата. Особено сега, кога многу осетно се доближи до една друга суперсила наречена Русија, нормално и Кина. И вие веруете у приказните за наркотероризам? Не ме заебајте. Типов шо е председател, лежи, спие на нафта, ке се занимава со наркотероризам. Тоа само кај идиот може да помине. Кои е фейсбук интелектуалци, шо паламудат дека многу знаат, дека многу се паметни. Селјачана, кој што се замишља дека е појма неа. Джо е излезена од Кембридж, од Хардвард, од пичке си матарт. Бедно е. Поединци што се продаваат за интелектуалци да ги слушаш, да им ги читаш, да им ги онадиш овие големите мисли увези Мадуро и наркотероризмот. Да, има тероризам, ама не нарко и не е поврзан со Мадуро. Ова е тероризам поврзан со една друга земја. Кај сега? Кај сте бе сега? Кај сега ЕУ да каже и агресија Америка направи врз Венецуела? Као што беше Путин кога ја нападна Украина. Кај бе сега некој нешто да се побуни, а? Се фуфка. И нормално сега се плашат, сваќаат дека може овој будалава да ги киднапира од дома, од двор, од када да ги извади. Тие фон дер Лајен, ЕУ, тие председателиве, премиериве на ЕУ државиве на... Не мора да се ЕУ, овие што се големиве држави ван ЕУ, но појма немам, Норвешка, Британија, Швајцарија. Си ме страв будалава од дома ќе ги киднапира. Со жена му дома, оп, се сексаат, навечер доаѓаат овие фокиве, специјалциве, маринциве, вуп ги фаќаат двајцата со жена му, авиони ги носат голи така, споени уште, негде, на непозната локација. И ги судат. И така у копулација двајцата ги бесат. Аман, асфиксија ова е. Ој ако оргазам да имаат. Како да ви кажам? Од друга страна подсетува киднапирањево на Мосад кога го киднапираш Ајнхман. Злогласниот организатор на транспортите за Аушвиц, за Треблинка, за Матхаузен, за сите логори на смртта шо беа. Адолф Ајнхман. Ама и ред други работи после што направи Мосад нели по светов, исто со убиства у странски држави на членови на ПЛО обвинети за појма неам за тероризам, за вака, за организирање без докази, без судење. Исто така тогаш светот чутеше со замижани очи вака. А сите беа свесни дека е тоа напад врз суверена држава. Го нарушуваш суверенитетот. Му влагаш дома на некој си, дали на Аргентина, дали на Либан, дали на било кој, и му киднапираш негови граѓани, државјани, без разлика дали живеат под своето собствено име вистинско, дали живеат под лажно име. Сепак му ги киднапираш. Што е тоа? Ако не е тероризам, агресија на суверена држава. Ама ќе кажеш, окей, тие биле обични луѓе кои што нашле за солниште во или добиле политички азил во одредени земји затоа што знаеле дека животот им е во опасност, ако се наоѓаат во близина во земји каде што, нели, конкретно во тој случај Мосад има поголемо влијание, израелската држава има поблиски односи, па екстрадиции, па 300 чуда, не. Мислеле таму се осеќаат безбедно. И тоа е светов, важно, нема проблем. Па тие работи се случува у многу земји у светот. Не само од Мосад, од други служби. Си ги решаваа своите внатрешни непријатели, си ги убива или ги киднапира у странски држави.
Светот на тоа се правеше мутав. Ептем некои ситуации аплака што праја грешки, па реагираше светот, ама она реагира со како да ти кажам, со голема огорченост. Кога случајот мозат по грешка кога уби шведски државјанин, мислејќи дека го убива еден од најголемите водачи во тоа време и блиски луѓе на Јасер Арафат, тој Саломе, како се викаше, поврзан со нападите на Олимпијадата во Михен 72, кога беа убиени израелски спортисти. Јебе, им личал на Саломе, утепаа погрешен човек, шведски државјани, со девојка му се искочиле од ресторана, па ги фатија агентите на Мосад, што беа го спремаа атентатор, што го направија. Па тука деме кога беа, шепте напла ги фатија. Убија погрешен човек, погрешка го убија. Па како смеете? И тоа, после тоа малце се забошате. Ама ова е друго. Ова е сепак друго, ова е пострашно. Киднапираш председател на суверена држава и тоа треба да е добро. Тоа некому треба да му прати фина порака на надеж за еднината на човештвото. Путин како ќе реагирал? Путин сега може нема никако да го реагира и него го заболе пичката ко мен. Пошто он си тера се друга работа, ова таман. И Трамп го искористи, Путин нема да јаде говна, другар ми, пошто он тамо врши работа што врши Украина, а ја ова ќе го направам, пошто мене ми е битна Венецуела како држава да сменам влада. Менувањето на влада е целта. Каков наркотероризам, спречување, какви глупости, само треба да си стварно малумен да веруваш у таа приказна. Како што имало и лјадници до сега која се уривале од трон, владетели кои што ги штителе своите национални интереси, нормално што и мочале спроти ветрот, онака како што не сака да мочаш најголемата држава која смета дека треба да бидеш во нејзин скут под нејзино влијание. А од друга страна ќе видиме како ќе изреагираат другите големи суперсили што се. Не е веќе само Америка единствена суперсила, сепак ќе видиме како ќе изреагираат, не се знае. Страхотно, она што го кажав као порака за нова година или после нова година беше минатиот пут, првото моје обраќање, се оди натака. Светот вака као што тргнал 26-та нема да биде добра година. Овек има уште многу заебанци. И како почна ден после тоа мој излагање 2 дена се случи ова. Без преседан. Без преседан. Ете, ако има преседан, тоа е Садам Хусейн. Ама некој начин на него долго му ја спрема, нели, јамката околу вратот. А ова дојде шокантно. Помалце шокантно ќе беше само да ја нападне Венецуела со војска, кој Русија што ја нападна Украина. Ама ти да ја нападнеш, за да им го киднапираш председателот со жена од дом, за сега да го однесеш тамо некаде и да го судиш веројатно на смрт, или може би сега не, дека пред очите на светот, цел свет го следи тоа, ке уште поголем. Сега види се, они огромна пизма навлекоа на себе, омраза, негативност од страна на јавност. Ама доволно ќе биде тоа што ќе биде осудена доживотна робија без право на кое помилување он човекот си е стар и на 20 години да го судат нема да ги издржи. Тоа ви е светот денес. И немаше да се јавам да не ги прочитав тие силни интелектуалци, полуидиоти, кои што мислат дека знаат се, буквално дека знаат се, дека нема што не знаат, а кои што се најобични дилетанти и односот подалеку не разбираат. Ај се гледаме, сигурно и вие си имате своje мислење, некој го побара да го кажа моето мислење, некој ми пиша на ваква, што ќе кажеш за Мадуро, мислеше дека ја сега, дека ја морам па све да се согласувам со нас, со нашава влада, што не морам, гледате, све да се согласувам. Човек што има интегритет, барем малце, не мора со сите и со секого да биде согласен за многу нешто. И за ова што се случи сега, ви кажам, многу голема цена ќе плати човештвото, цивилизацијата. Ова воопшто не е добро. Ако мисли ти понатака дека работата е за браво,